Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Власта на СДС и ДУИ е делегитимирана. Легитимитетот не само во однос на уставните измени, но исто така и во економијата, образованието, правдата, стопанството е целосно нарушен. Тие не нудат решение, туку создаваат повеќе проблеми. И тоа се проблеми кои директно влијаат на квалитетот на животот на граѓаните. Имено, трета учебна година поред се соочуваме со недостаток на книги. Првата година не знаеле, втората година погрешиле, но веќе трета година поред станува пракса. На 13 дена пред почетокот на учебната година, Министерството за образование и наука соопшти дека учебници ќе нема. И повторно, со истата реторика дека учебниците кои ќе биле изготвени ќе биле достапни во дигитална форма. А знаеме дека така наречената реформа на дигитализација само минатата година заврши со печатена скрипта од 100 страници за сите предмети. И сосема е јасно од денешна перспектива зошто бара учебната година да започне на 11 септември. Затоа што се неподготвени, затоа што не умеат или веќе е пологично дека не сакаат да ги менаџираат процесите за кои се именувани и земаат плата од народот. Понатаму, девастираната економија во Македонија секојдневно придонесува да имаме по еден нов полн автобус која напушта државата. Инфлацијата е енормно висока. Растот на цените се случува од ден за ден и на основните производи. Нема нови инвестиции, а секојдневно се затвораат фирми и се губат работни места. Веќе од септември ќе има нов ценовен шок. На околу 1000 прехранбени производи ќе им се зголеми ДДВ-то, а со тоа производите ќе добијат и нови повисоки цени, поради тоа што владата преку измените на закон ги стави во категорија на луксузни производи. А според информациите, добар дел од овие производи граѓаните редовно ги купувале и конзумирале. Почитувани граѓани, ваквите политики со СДС и ДУИ на власт ќе продолжат и ќе стануваат се полоши. Затоа потребни се избори кои се единственото решение за спас на Македонија. По вакви порази, целосно неважно е што мисли СДС. Единствено решение се брзи избори. До прес-центарот на ВМРО-ДПМН пристигнаа неколку прашања. Дозволете ми да ги прочитам и за истите да дадеме одговор. Талат Џафери се уште се повикува на одредбите од деловникот за кои вие тврдите спротивно. Ваш став за ова. Талат Џафери во текот на целиот свој мандат ги толкува законските прописи на начин само нему разбирлив. И нормативите се јасни. Џафери не можел да применува членови од деловникот кои се однесуваат на измена на закон, кога станува збор за измени на устав. Џафери не смел да ја прекине седницата и морал да ги стави на гласање уставните измени. Талат Џафери мандатот го започна со кршење на уставот, исто така и го завршува со кршење на деловникот, а за тоа одговорност ќе има. Второ прашање. СДС уште тврди дека ќе обезбеди мнозинство и ќе го убеди ВМРО-ДПМН да ја тргне блокадата. Ваш став по нивните тврдења. СДС уште го тврди она за што лажеше година дена и за што Македонија удри во зид. И на крајот од денот не е повеќе важно што мисли СДС кога тие се комплетно делегитимирани. Трето прашање. ЕСМ најави нов заем од 100 милиони. Ваш став по новите задолжувања кои што беа најавени денеска од страна на ЕСМ. СДС од ЕСМ направија предпријатие на кое му требаат константно приливи за одржување на ликвидност во моменти кога во цел свет енергетските предпријатија нижат огромни добивки. Пукнаа сите балони со лаги за одличната работа на ЕСМ. Самиот факт што ова предпријатие, ЕСМ, има потреба од ликвидност, говори дека токму 7 години со СДС на власт се водат погрешни политики. Тука се поставуваат прашањата дали и овие 100 милиони треба да завршат во нечии џебови преку тендери за разни набавки, а граѓаните се тие кои ќе треба да го вратат тој заем со камати. До кога ЕСМ ќе служи за богатење на поединци од власта наместо за производство на струја. Ви благодарам.